се крои стратегија со која ќе се стави ред во продажбата на зелените пазари. Во државата се повеќе се намалува бројот на закупци на тезги поради сивата економија, а во меѓувреме расте камионската продажба надвор од пазарите. Особено таа се интензивира на есен. За подобрување на состојбата со зелените пазари, денеска на пресконференција во Стопанската комора беше потпишан меморандум за соработка помеѓу групацијата на пазарите и комората на трговците на тезги и зелените пазари. Се надеваме дека тие активности ќе бидат уште поинтензивни и ќе работиме на намалување на таа сива економија и нелојална конкуренција, бидејќи освен што станува збор за сива економија, тие се и сериозна нелојална конкуренција, бидејќи не плаќаат ништо. Пазарџиите очекуваат новиот закон за трговија на зелените пазари да регулира многу прашања. Значи со новиот закон се регулира работењето на корисниците на зелените пазари. Значи генерално со тоа што прво, секој учесник, односно корисник на продажно место на зелените пазари мора да поседува лиценца со која што децидно ќе биде, значи, одредено со која дејност ќе се бави, значи што ќе продава на самото продажно место, ќе биде регулирана, значи, и стаж, пензискиот стаж и здравственото осигурување на самите корисници, што досега не беше случај. Согласно законот за здравствено осигурување, закупците на тезги ќе треба да плаќаат по 540 денари, а за пензиско 1500 денари, наместо 5000 колку што се придонесите за најниски плати. Целта на законот не е дополнително да се оптоварат, туку да се стави ред на зелените пазари. Во Македонија има зелени пазари во над 50 општини и околу 20.000 тезги.